Добре дојдовте во Green is Easy, каде што одржливоста се среќава со едноставноста. Ова е соработка помеѓу Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Lastninjas de Tool, коосновани од Европската унија. Уживајте! Денеска во нашиот подкаст ја имаме Драгана од 365 Кујна, така ли беше Драгана? Веган 365 Кујна. Веган 365 Кујна, одлично. Дали Ангела сака да го пробие ледот малку? Идеме со првото прашање или некој интро да даеме, што уствари е Веган 365 или 365 и што уствари целта на вашиот бизнис, со што се занимавате? Веган 365 Кујна е првото 100% етичко веганско бистро во Македонија и отворени сме од 2017 година, крајот на 2017 и многу сум горда и среќна што иако Балканот е познат нели како регион на лешајади, ние успеавме да се одржиме толку години до денес и ја поминавме и короната. Многу бизниси за жал отидоа во короната, ние успеавме да опстанеме. Ние сме семеен бизнис, тоа е исто така многу важно за нас. Можеби тоа е една од главните причини поради која преживеавме таква криза и сите последователни нели по короната, финансиска, економска и секаква не. Значи се обидуваме најмногу што можеме да понудиме на луѓето најдобри производи. Секако првото главното мото кај нас е нашето мото е промени исхраната, промени го светот. Тоа значи со начинот како се храниш дека можеш да направиш големи промени на секое ниво. И меѓутоа не е за нас само битно нели причината, идеологијата поради која сме основани, да го заштитиме човековото здравје, да ги заштитиме животните, да заштитиме животната средина. За нас е многу битно, за мене пред себе, дека јас сум таа која ги создавам рецептите таму. Многу е важно да го доловиме оној вкус од така наречената нормална храна, како што се луѓето навикнати, да биде нашата храна уживање за сите сетила, затоа што сакаме да им покажеме на луѓето дека храната може да биде уживање за сите сетила, а сепак да не чини некого живот. Така. И колку години постоите? Од крајот на значи од 2018 да речеме, од почетокот некаде, до сега сме средина на 2024, што е многу долго, да. Се обидуваме исто така, важно да кажам, се обидуваме и настојуваме да набавуваме локални состојки. Пред се и од сепак мали семени бизниси, од локални земјоделци, мали земјоделци, значи гледаме да не купуваме нели големо и така, мали ситни количини. Сакаме постојано да биде свежа нашата храна која нудиме и тоа се гледа и од онлайн reviews што може да ги видите за нашиот бизнис на сите платформи на кои постоиме, дека луѓето се многу, навистина многу задоволни. Од целиот свет, не само од Македонија, од целиот свет се многу задоволни од ваквиот тип на храна, од храната што ние нудиме. Значи се обидуваме и ние да поддржиме и локални други бизниси, со дел од нашите состојки кои користиме се и органски, гледаме да бидат што може повеќе чисти и најголем дел од состојките ние внатре ги in-house ги правиме. Значи не набавуваме да купиме сосови, правиме сами павлака од индиски ореви, сами правиме сами си ја правиме смесата за фалафел или за нашиот најпродаван вега бургер. Десертите сами си ги правиме, така што гледаме се што можеме да малку од состојките нормално. Сирење, кашкавал, вегански тие ги набавуваме, нели? Купечки, ама остатокот го правиме сами. Драгана веќе навлегува во моето прашање. Кои се конкретните зелени практики и навики на Веган 365 Кујна? Малку начина, Освен ова што го кажав дека набавуваме локално и настојуваме и да биде и органско тоа што може да биде, имаме мајонез за помфритот, често луѓето не прашуваат каков мајонез има на помфритот, имаме мајонез од органски наут, што е многу вкусен. И луѓето го сакаат. На почетокот, нели, кога не пробале, се плашат, се обидуваат без мајонез или не знам, ама кога ќе го пробаат им се свиѓа. Затоа кажав дека многу внимаваме вкусот да биде на тоа ниво на кое треба да биде. Освен тоа, речиси целосно ја имаме исфрлено пластиката од нашите производи, од амбалажата, нели? Многу малку имаме задржано во, се уште не можеме да најдеме соодветни, ако може некој да даде некаков предлог, порака, ако може да ни предложи. Сосови кога пакуваме поединечни, тие малечки од 50 на милилитри некаде кутичиња не можеме да ги најдеме некакви да бидат картонски или некаков друг тип.
А тоа мислам дека е доста огромен проблем и по другиве бизниси, особено пакувањето и пошто и хартиеното пакување, нели сами знаеме дека пак тоа на крај иде во корпа за отпадоци. И секад нешто има, секогаш има нешто што е отпад и во ѓубре и не... Ние се обидуваме колку што може повеќе да го намалиме отпадот. И го делиме отпадот. Кај нас делиме пластика, стакло, органски отпад, исто така делиме, компостираме. Тоа е за нас многу битно. Стаклена амбалажа ја реупотребуваме, например смеса продаваме за бургери, бидејќи смесата сами си ја правиме, ја пакуваме во тегли. Теглите кои сме ги купиле, например кисели краставички или некој друг продукт што го користиме, гледаме да ги реупотребиме, за да не така, за да не завршат на депонија. Исто така разменуваме и тегли за донации, тоа што ќе ни остане вишок, например да собираме донации за бездомни животни, за лекување на бездомни животни. Од нашиот годишен профит, така да кажам, донираме и за често во текот на годината донираме за луѓе кои се во лоша социјална состојба, храна, и тоа не е храна што на нас не останува, ние не практикуваме да правиме енормни количини храна како што тоа се случува во гостителството, туку наменски ја правиме таа храна, ја пакуваме и ја делиме на луѓе кои не можат да речеме да си набават. Ми остана една работа сега тука во главата, надвор од прашањата што ги спремивме за тебе. Ти рече дека се на еден начин ги реупотребувате теглите. Доколку некој има тегли дома и сака да ги фрли, нели, во подрумот стои, треба да го исчисти подрумот, каде и на кого да му се обрати за тие тегли да не бидат фрлени, туку да бидат реупотребени, и во каква состојба треба да ги донесе некаде тие тегли, зашто може да бидат тотално неупотребливи, секак некакви... Така, ние се обидуваме многу високи стандарди на хигиена да одржиме кај нас, и од таа причина за жал не можам јас да кажам дека можеме да примиме од некој, бидејќи теглите кои ние ги реупотребуваме, ние ги миеме, ги дезинфицираме, отстрануваме налепници и сме сигурни, нели, кога поминале тој процес, дека можеме да ги дадеме на друг. Сега тука треба да се внимава и на балансот, колку вода сега користиме и средства и работи, нели, за да можеме да го повторно дадеме на некого тој продукт. Така што внимавам и на тоа, значи не би можела да речам дека продукт што може да, мислам, тегла што може да ми ја донесат, не знам у каква состојба ќе ја донесат, у каква и да ја донесат, јас морам повторно да ја дезинфицирам, да ја мијам, значи тоа ќе биде веќе дупло, нели? Јас би им предложила на луѓето, ако имаат таква ситуација, имаме ние веќе места каде што се откупуваат. За жал многу се ниски цените. Меѓутоа, подобро е отколку да заврши обично на депонија. Значи имаме и поставени контейнери низ градот, нели, за стакло, каде што стакло се собира. А исто така би предложила и да ги објават, еве како ние што правиме, ние ги објавуваме на огласи теглите кои ги имаме вишок, кои не можеме, нели, да ги пуштиме, зашто има премногу жени се собираат. И ги објавуваме и луѓе кои си прават зимници, си ги откупуваат за домашна употреба, нели? И од тие донации ние потоа лекуваме животни. Значи се обидуваме на секаков можен начин да се ослободиме од да не создадеме отпад, а сепак, нели, да циркулира тоа што... Тоа е едно од поентите на овие видео подкасти што Go Green ги прави ова лето. Да најдеме некоја идеја, да најдеме некој начин за сите овие работи што ги зборуваме, некако да ги компонираме во една приказна која ќе се развива подоцна и повисоко. Да, и само тоа ни кажува и за самите решенија, што секој проблем има свое решение и ние сме тие што, нели, ќе се снајдеме или не. И сега, нели, веројатно веганството е, нели, инспирацијата за Веган 365 или 365, па што е уствари, како ќе го доловиш ти, например, веганството, веганизам или како и да е англицизми, и како тоа влијае на еден човек, бидејќи знаеме како влијае на животната средина од прилика, тука може да ни доловиш и малце повеќе дали нешто научно или од твое искуство, и како влијае на еден обичен човек, особено Македонија, конкретно. Најпрво би сакала да таа порака да испратам дека веганството не е само начин на исхрана, туку веганството е начин на живот. Тоа е животна филозофија. Тоа значи да живееш во склад со природата и да се обидуваш најмалку што можеш да ја наштетиш на природата, бидејќи секако кога ја наштетуваш на природата, автоматски на себе си се наштетуваш, бидејќи ние сме еден дел од еден круг од кој што нема излегување надвор. И колку побрзо го сватиме тоа,
тоа и на колку помасовно ниво на светот би рекла го сватиме тоа, толку по скорешен ќе биде спасот можеби на човечката раса, бидејќи годините наназад, милениумите наназад покажале дека земјата нема да ја уништиме. Ние ќе си ги уништиме можеби условите за живот на земјата, меѓутоа земјата ќе си најде начин ќе се крене повторно и ќе ги преживе некако, можеби во некоја друга форма, нели со на поинаков начин, ама ние нема да имаме услови за живот на неа. Значи, веганството не е само како што нели големата заблуда од луѓето кои се уште за жал вклучени во системот. Нормално ние во школа учиме дека треба животните да се јадат, учиме на сега со сите реклами кои ги имаме постојано, кога сме бомбардирани свежо месо и така натаму. А видовме кај нас нели месото колку е свежо низ годиниве, пред 100 години од Бразил и така. Значи, многу е важно да се разбере дека ова не е, како да кажам, не е некое лудило, некое нешто привремено. Секта само најчесто викаат. Е тоа. Значи, не е некој привремен интерес, фаза која поминува. Едноставно, човекот ако свати дека има начин да се прехрани себе си без да наштетува на други живи суштества, затоа што и тие живи суштества исти чувства имаат како што има човекот, исто чувствуваат болка, страв, страдање. Не знам дали сте запознаени, меѓутоа свињите кои ги носат на колене, им ги вадат очите за да излезат од камион, затоа што свињата е една од најинтелигентните животни, поинтелигентна од куче, и повраќаат во линија додека стојат да ги колат, затоа што знаат што им се случува на тие пред нив. Значи, ако човекот живее со куче на Балканот, да речеме маче, го почитува како живо суштество со чувства, нели, интелигенција, едноставно не може, мислам, системот е тој начинот на кој ние сме сомлени овдека, дека едното е за јадење, другото е за дружење. Ама така не е. Значи, едноставно, животните постојат сами за себе, не постојат да му служат на човекот. Исто како што жената не постои на мажот да му служи, кој што црниот човек не постои да му служи на белиот, значи, животните постојат сами за себе. Така е, еден од најголемите поборници, извини што ќе те прекина, на целата оваа приказна што ја слушаме, Морисеј, например, и албумот Не за џабе се вика Мит из Мрдер, и многу добро во својата поезија, Морисеј многу често објаснува што е веганството и што е убиството на животните практично. И многу блиско ми дојде сега твоето зборење со она што го има пеено Морисеј на времето, така што тоа се фактите. Мислам, веганство, етичкото веганство е следниот чекор од човековата еволуција. Дека луѓето нели порано ги држале црните луѓе затворени во зоолошки, ги наблюдувале како експонати. Денеска се уште постојат за жал зоолошки каде што се затворени заробени животни. Во иднина тоа нема да се случува. Дали ние ќе го доживееме, не знам, веројатно не. Меѓутоа нашите деца, внуци и така натаму сигурно ќе живеат во еден свет кој ќе биде далеку похуман од овој во кој денес ние живееме, бидејќи пред се, како што реков, климатската криза, самата ситуација во која ние алармантна се наоѓаме во моментов, ќе го принуди човекот, нели, да најде и алтернативни извори и да се откаже од нешто или од друго, иако веганството само по себе во денешно време воопшто не значи откажување од вкусот, од задоволување на, не знам, сетилата за мирис, за, нели, како изгледа тоа што го јадете. Значи, денеска едноставно нема изговор зашто да не се префрлиш на таков начин на храна, едноставно се работи за, како што реков, за коравени верувања дека ете можеби не знам нешто здравствено ќе ми се случи, ако јас би ја кажала со последната приказна, но тоа е анегдотален доказ, не би да речем не е нешто што може да е прифатливо од сите. Јас бев многу слабокрвна како мала. Дури во болница ме однесоа некаде на 12 години затоа што имав хемоглобин што личеше дека не треба да одам, не треба да живеам. Откако престанав да јадам месо, некаде на 20 години, мене хемоглобинот од година во година почна да ми станува се подобар, како нели мажите и жените имаат различни референтни вредности. Јас влегов веќе во категоријата на мажите кога престанав да јадам месо и после мислам јас кога престанав се, не беше јадам само пилешко и јадам само риба. Не, вегетаријанство. Вегетаријанство, меѓутоа сакам да кажам секаков леш изфрлив од храната.
Значи не беше нешто постепено, па не знам што, едноставно моето тело го одбиваше, јас како мала не сакав да го јадам. Меѓутоа кога да зборуваме со факти, значи не за анегдотални докази, како мојата лична приказна, и бидејќи сите сме различни организми, имаше минатата година излезе Оксфордска студија која веќе 2 децении скоро следи околу 57.000 различни луѓе во рамки на Обединетото кралство. Ги следи во однос и на рак, и на други воопшто болести. И утврдено е дека веганскиот начин на исхрана драстично го подобрува здравје и вегетаријанскиот, да речеме, меѓутоа пред се веганскиот, бидејќи сепак во млечните производи, јајцата, така натаму има многу штетни состојки кои на многу голем дел од луѓето штетат. Значи кажа освен тоа дека го подобрува здравјето, дека околу 70% го намалува оној негативен ефект што нашата исхрана, ако сметаме дека само храна е тоа, нели не е начин на живот, тие луѓе носат, не знам, кожа носат или како да е. Само начинот на исхрана за 70% го намалува негативниот ефект што ние како луѓе го имаме врз животната средина. Како што реков, тие се нели нераскинливи, нашето здравје и здравјето на животната средина се нераскинливи. Едно од друго. Можам да кажам исто така дека има јавно достапни податоци каде што се вели дека над 90% од уништувањето на прашумата во Амазон се должи на производство на месо или млечни производи од животни, дека некаде над 65% мислам дека 70 оксид. Така нешто footprint или што го оставаат, сето тоа, сите ниви што ги прават за свињите и целата таа стока за да јаде. Тоа е огромен дел. Ја баш имав, извини вака што те прекинав. Бев 6 месеци вегетаријанец, 1 месец веган, после тоа пак нешто со хемоглобин, па и притисок од дома, да мораш да јадеш месо и сега пак на месо се вратив. Еден од најтешките работи е притисокот од дома. И стварно, онака сега сакам да пробам нешто веганско, вегетаријанско, да стварно еден ден станам како proud vegan. Да, многу е битно кога се јаде таков начин на храна да се внимава што се јаде, затоа што многу често мене ми се случило да гледам и да ме прашуваат луѓе што јас станав веган, ама не можам да дишам, не можам да живеам. Па не си веган, брате, ако јадеш само помфрит цело време, мислам, нели треба да јадеш балансирана храна затоа што имаш милиарда состојки од кои можеш да ги комбинираш и да јадеш, треба да јадеш протеини во денот, да гледаш да ги внесеш, нели сите. Не дека некој што е месо, на пример, јас знам луѓе што јадат лешеви, на пример, кои јадат само брза храна. И на нив хемоглобинот не е добар. Страшно и имаат висок холестерол. И тоа зборам за луѓе што се 20-тите години, не луѓе што имаат, не знам. И ја тоа знам дека многу утнав, али си значитав за аргументи за животните, ја бев толку на сите им кажав, те молам не јади месо, и онака бев страствено и баш ми дојде една студија сега што ја читав, пошто нели стално викаат бе фали она B12, мислам дека беше. Фали B12, B12 и другарка не е веганка и ми кажува, вика, B12 вика е пронајдено доколку земеш и изедеш не прскано јаболко, туку вика буквално јаболко што паднало од земја, бидејќи листовите кога паѓале од дрвото или не знам нешто во почвата, има буквално внатре B12. Земјата има B12, факт тоа, иначе има нутритивен квасец кај нас достапен исто така ше габа и тоа содржи B12, содржи 50% протеина, тоа на пример да го јадеш добро, не можеш да го изедеш у количина, да изедеш 1 кило од него 100 грама на ден, меѓутоа киноата на пример е целосен протеин, сите 9 есенцијални аминокиселини ги има, истото важи и за сојата. Постојат студии за азиските жени, на пример, дека бидејќи јадат големо количество ферментирана соја имаат во исхраната, немаат проблем со репродуктивниот тракт, односно канцерогени нели состојби, како што имаат западните жени. Затоа што ќе пукне менопауза, кога почнува менопауза, жените нели им паѓа естрогенот, почнуваат да се јавуваат тие состојби на репродуктивниот систем, кај нив ги нема. Значи има низа докази кои се јавно достапни, ќе повторам, не е ова нешто што не знам, некоја мала група од луѓе си се договорила, си ги врти фактите, си ги искривува да и се поклопат со теоријата. Значи ова се теории кои се базирани на факти. И тоа, како што кажав преска, Оксфорд универзитетот следел 2 децении и ги следел 57.000 луѓе. Тоа е огромна, масовна студија која што недвосмислено ти докажува. Сакаш да јадеш месо? Јади. Таа е цената на јадењето, да. Значи веќе и Светската здравствена организација преработеното месо процесирано како виршли, чајни и такви ствари што луѓето најмногу ги јадат, салами и не знам што све не.
ги смести во класа 1 карциногени. Тоа значи сигурно дека нели предизвикува некаква состојба, сега тоа сигурно значи ако имаш ти генетски потенцијал, ако имаш некакви други фактори од животната средина и така натаму, додека црвеното месо го стави во втората класа на карциногени. Значи веќе и западната конвенционална медицина кажува дека преголемо нели консумирање или воопшто консумирање на такви продукти едноставно доведува до тоа. Да. Не можеш да останеш здрав ако го јадеш тоа. Драгана, сега од муабетот со Ангела ми се изроди едно подпрашање. Веган поради себе или веган поради заштита на животните, односно неубивање на животните? Јас? Да, поради ненасилство, пред се. Значи, поради ненасилство, затоа што јас стврсто верувам дека начинот на кој човекот се однесува кон другите живи суштества, особено тие што се, да речеме, на подолен стадиум од него, бидејќи нели ние можеме да ги заробиме животните што сакаме можеме да им правиме. И луѓето исто. Така, кон тие кои се послаби од нас, на кој било начин послаби, ако ние се однесуваме со нив како деспоти, значи дека едноставно и кон себе така се однесуваме, се однесуваме така и кон луѓето кои се околу нас. Не може никој да ме уведе дека човек кој верува во ненасилство, кој верува дека сите треба да ги имаат истите права и слободи како него, дека тој човек е човек што лошо се однесува со тие околу него. Факт, има вегани кои едноставно гледаат, жал ми е за ова животно, ама тоа е веќе, како да кажам, јас ја викам, се надевам ќе се пронајдат луѓето тоа морална шизофренија. Значи кога веруваш дека едното вреди да му посветиш внимание и емпатија, а другото не вреди, тоа е за мене морална шизофренија. Значи има и вегани кои ги знам кои се однесуваат, да речеме, кон животни на еден начин, а вика мразам деца, луѓе и бебиња. Значи, кај веганите можам да речем и дека голем дел од таа омраза потекнува и од фактот што луѓето се нели ignorant за патењето на животните, па тука се создава некој анимозитет. Меѓутоа, треба да се разбере дека кога tone down тоа што го чувствуваш, никој нема да го убедиш со напад. Така. Дека треба да се смени, значи едноставно треба да им се да се информираат луѓето. Што губат, што добиваат на таков начин. Можеби на некого му треба време да се на сите ни треба време да се разбудиме, не можеби него на сите ни треба време. И од истражувањата што јас лично ги имам правено, бидејќи јас имам предавано за веганство, вегетаријанство и на факултети во Македонија и така, дека луѓето кај нас се будат околу 20-тите години. Веќе како што кажа она, околу средно почнуваат да експериментираат. Не сакам да јадам, ама мајка ми прави ручек, неќе да ми прави одделно и така натаму. И веќе кога почнуваат да се самостојуваат некаде од 20-тите години по завршување на факултет, за време на факултет, веќе прекинуваат целосно да консумираат таков тип на храна и едноставно се обидуваат да бидат подобри за себе и за сите околу нив. Така што будењето е тој период од прилика, иако има нели луѓе што покасно ќе се освестат, ама битно да се освестат. И тука некако ми се надоврзува следното прашање, дали да се биде еко-френдли е лесно? Во Македонија. Во Македонија, да. Дека е многу лесно. Особено зашто, например, еве, ние во нашиот бизнис, ние ни оддалеку ја немаме маржата на продуктите како што ја има на кафана во Скопје, нели? Така што ние се обидуваме, мислам, тоа можеби, како да речем, можеби не го прават голем дел од луѓето, нели, мене сепак тоа место ми е отворено, Веган 365 кујна ми е од идеолошки причини отворен бизнис. И јас се трудам храната што ние ја правиме да биде најдобра што може, ама да биде најдостапна што може. Значи, луѓето да не бидат као да мисли дали ќе си купи бургер или нема да си купи или ќе си купи маичка или така. Значи иако производите се какви што се, значи да бидеме, ние сме мислам дека поевтини од седмица. Искрено, храната што кај нас ќе изеде некој што ќе изеде во таква некоја сендвичара е неспоредлива во однос на нутритивен статус. Да збориме вкус и не сватив јас на почетокот, може не беше кажано, каде можат луѓето да ја пробаат вашата храна? Ние се наоѓаме кај Соборна, на булевар Климент Охридски и работиме од понеделник до петок од 9 до 6:30, а во сабота работиме од 11 до 6:30. Присутни сме на Инстаграм, на Фейсбук, значи да искуцаат Веган 365 кујна, ќе најдат на Google, на Happy Cow, ако некој ја користи апликацијата, тоа е една апликација за вегански бизнес и вегетаријански на цел свет.
и како што реков да видат какви reviews имаме, затоа што луѓето нели каков впечаток имале од тоа што јаделе кај нас. За мене е многу важно тоа, нели тоа мене ми докажува дека сепак ние сме направиле нешто што не е толку лесно да се направи, ама Така е, да. ама сме успеали и сме ги придобиле дури луѓе што не јадат вака, не се хранат на овој начин, едноставно кажуваат дека тоа е најдобриот можеби бургер што го јаделе во животот. Јас не сум пробал и Јас дефинитивно сум ќе пробала, треба многу да е добро. пробам. Да, Да, супер, многу е добро. супер. И за крај порака до младиве. Што еве некој да сака или веган или да бидете по-екофрендли у Македонија, што е тоа што би му го препорачала да направи, дали е средно, дали живее со неговите, особено мислам тоа е најтешкиот момент, сакам да бидам екофрендли, па не може син или не може ќерко тоа, ако нема да ти го дадам. Која е таа порака или за повозрасните исто? Јас би рекла луѓето да не се фрустрираат пред се, да прават најдобро што може да направат и да не гледаат дали се совршени или не се совршени, затоа што многу често луѓе кои јадат лешеви се борат на социјалните мрежи да докажат дека и веганите користат мобилни копани таму од Африка, метали и така натаму лаптопи. Меѓутоа, како што реков претходно, веганството е начин на живот кој подразбира минимум негативен ефект врз животната средина, што не значи никаков. Нели? Не значи дека едноставно живееме во свет каде што не можеме да живееме како аскети, ако не можеме кој сака, меѓутоа ако сакаме да живееме еве во ваква средина урбана, едноставно треба да ги минимизираме ефектите што ги имаме, значи би им рекла да колку што можат да делат отпад, колку што можат да компостираат, пред себе им рекла да не фрлаат храна. За мене, мислам дека вака со религиски термини сега, иако не сум агностик, ќе искористам дека едноставно греф е да се фрла храна. Ние, како што реков, кај нас не произведуваме енормни количини, само колку што е за во текот на денот тоа што се потроши, нели? Донации спремаме наменски, така што нека не ја фрлаат храната. Секогаш има гладен човек, гладно животно на која може да му ја дадат. Ние често се обидуваме и преку имаме во текот на годината некаде пред нова година 10 дена солидарност, таа акција почнавме уште пред 5 години. Луѓе кои сакаат да купат бургер за некого, нели, да си купат бургер за себе, да уплатат за друг и да го донираат, а ние таа количина ја удвојуваме. Значи тоа што ќе го дадат клиенти како своја донација, ние го удвојуваме. Значи ние се обидуваме на секаков можен начин да ги вклучиме луѓето, да ги ангажираме, нели, не само со храната која ќе ја изедат кај нас, туку да бидат на некој начин да придонесат и тие што можат, да. Затоа што за мене храната не е привилегија, храната е едноставно основно човеково право. Така што кога знаеме дека има толку многу гладни луѓе, гладни животни на светот, едноставно да не се однесуваме надмено, да не се однесуваме арогантно, едноставно да разбереме дека имаме привилегија да ја искористиме за добро. Ето тоа би рекла. Супер, ти благодарам многу. Тоа беше Драгана од Веган 365 Кујна. Не ме поправи Драгана, така, добро е, супер. Многу брзо помина ова прва, колку 3-40 минути. Да, Јас се супер. сеќам и мотивирано и фала ти многу Драгана што дојде, што беше дел од нашиот подкаст Green is Easy и тоа е тоа. Тоа е тоа. Фала ви на вас. Благодариме што слушнавте официјалната епизода од подкастот Green is Easy, заеднички проект на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Ластнињас The Tool, основани од Европската Унија. Сакаме ги слушнеме вашите диви откачани зелени совети. Дали ја претворивте вашата стара чорапа во држач за растение или пак користевте лушпа од банана за да ги светнете вашите чевли. Споделете вашата еко-креативност со нас на социјалните мрежи со хаштазите #GreenIsEasy подкаст или пак само #GreenIsEasy. Колку почетно, тоа подобро. До следен пат. Бидете зелени.